Гледаме дека најдоброто сработено од вице-премиерот за борба против корупцијата е запленетиот путер, да бидеме малку саркастични. Што работи ДКСК изминатава година? Што е најголемиот успех на овој состав, ако знаеме дека во изминативе 3 години сте вие антикорупционери? Па добро, се во една реченица да се каже најголемиот успех не е баш едноставно, меѓутоа јас ќе се поврзам за нас навистина е голем успех тоа што Европската комисија ја препозна работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и ние успеавме со нашата професионална и посветена работа. Негативните оценки кои што ги добивала оваа институција во претходниот период од ние сме направиле анализа 2015, 16, 17 да ги претвориме во позитивни, што сметам дека е навистина голем исчекор напред, дотолку повеќе што овие резултати ги постигнавме буквално со исти човечки ресурси, исти материјални ресурси и во несоодветни услови за работа. Така, Европската комисија ве пофали за вашата работа, но истовремено порачува да се почитуваат вашите ставови, вашите мислења кои ги давате кога затварате еден предмет. Но впечатокот и кај јавноста е дека дека не ве почитуваат. Зошто е тоа така? Што ќе се превземе нова поле, сите функционери, сите чинители во државата да ве почитуваат повеќе како антикорупцијска комисија? Видите, ние не сме нити обвинителство, нити суд и нашите препораки не се задолжителни. Значи, ние сме превентивен орган, една алка во системот, која што треба со своите укажувања и препораки да придонесе за подобрување воопшто на системот во целина. Одделно, нели, по институции. Зошто не почитуваат? Предпоставувам зашто толку им е свеста. Мислам, не гледам друга причина зашто. А доколку секој сака да придонесе оваа држава да тргне напред и да биде подобро место за живење, треба да го даде најдоброто од себе и да се оттргне, да стави една црта од личните интереси, што си ги замислува за себе и оно што е општо добро за државата. Значи, секој што е на функција, пред се треба да биде во функција на државата. Така, докаде е предметот со носители на јавни функции кои вршеле партиски активности за време на изминативе избори, што ги оставивме зад себе, односно локалните избори, за време на кампањата, што на денот, за време на кампањата за вториот круг, кој вториот круг. Дали ќе произлезе нешто од предметот? Дали некој ќе има за некој отворен предмет? Не. Во секој случај ќе произлезе некаков заклучок, да, затоа што бевме сведоци дека носителите на јавни функции не го почитуваа баш работното време и своите партиски активности ги вршеа токму за време на работа. Така што, од друга страна пак, ние упативме барање до кабинетот на вице-премиерот за борба против корупција, кој е инаку надлежен за спроведување на нивниот етички кодекс, во кој инаку стои член за однесувањето на носителите на јавни функции за време на избори, дека треба до овој кабинет да достават какви ќе бидат нивните партиски активности. Нема такви доставени документи. Единствено само кабинетот ги доставил документ во кој што се содржани обврските кои што треба да ги исполнат овие носители на јавни функции, меѓутоа тие колку и како ги исполнија видовме и сами. Така што секако ќе произлезе некаков заклучок заради тоа што не сме за време на изборен процес да се злоупотребуваат државните ресурси. Така, тука се градоначалниците, бидејќи претходните во заменување или во станување не се тапите? Да. Тука се и градоначалниците, па имавме ние и скоро еден таков предмет затворивме, каде што поранешен, односно и сегашен градоначалник со своето службено возило отишол на ТВ дебата, пример. Значи, се уште они не можат да си ја направат јасно границата до каде е службеното, од каде е понатаму приватното. Гаши го исполитизира буквално вашето работење. Тоа покажува едно непочитување кон вас и зошто се завршува со препукувања со соопштенија. Партијата праќа соопштенија и вие праќате соопштенија. Зошто е тоа така? Зошто не се смени нешто во почита спрема вас? Видите, политичарите не можат поинаку да размислуваат од колку што размислуваат политички и они се тоа го пренесуваат на некоја политичка нота. Можеби тоа е нивниот стил на работа, нели?
Меѓутоа, наше е да работиме професионално и да ги отфрлиме сите вакви обиди за политизирање. Значи, ние со дневна политика не се замараме, апсолутно. За нас секој предмет е предмет и си го работиме професионално онака како што треба. Меѓутоа, ваквите обиди за дискриминација и кон нашата институција и за политизирање на нашата работа, навистина не доликуваат односно се одраз на политичка некултура, би рекла. И не само што ја дискредитираат нашата работа, него понатамо оставаат простор за влијание на другите институции кои што треба да постапат. Да се навратиме на изборите, градоначалниците до кој датум треба да достават анкетен лист, како тече тој дел и дали некој од функционерите пак нема доставено анкетен лист? Секој избрано именувано лице, вклучувајќи ги градоначалниците, имаат обврска да достават анкетен лист во рок од 30 дена од изборот. До нашата институција има навистина многу пристигнато анкетни листови, над 5000. Тие анкетни листови сега се внесуваат од страна на двајца вработени, се уште не се сите внесени, но од кога ќе бидат внесени ќе имаме увид за тоа дали и колку градоначалници не поднеле и така натаму. Ние знаете дека правиме рандом проверки и доставуваме потоа прекршочни платни налози. Од предметите во однос на изборните нерегуларности кои беа пријавени до вас, што беше прифатено, што одбиено? Знаеме дека имаше голема реакција од јавноста, особено во делот Охрид, Струга, Кичево. Видовме автобус со граѓани кои стигнаа и колку предмети беа пријавени до вас, што прифативте од тие предмети, што одбивте, се извршили контрола некаде? Значи, тие ги проследивме, тие ќе бидат и дел од посебниот извештај што ќе го доставиме до собранието. Имаше 3 пријави од организатор на политичка кампања, 6 пријави беа од граѓани. Не, 6 пријави имавме, 6 имавме по наша собствена иницијатива и на кај 30-40 имавме пријави од граѓани. Во голем дел се завршени. Однос на пријавите од граѓаните, дали граѓаните од година во година се повеќе се охрабруваат да пријават до вас? Што е со пријавите за судирани интереси? Една општа слика како минатава година на вашата соработка со пријави, односно со граѓаните? Значи, имаме непостојано пријави од граѓаните. За жал, некои се охрабруваат, даваат подетални податоци, не се анонимни и можеме да ги дособереме потребните податоци што ни треба. Меѓутоа, голем дел од граѓаните се уште се завиени во некоја своја комфорт зона да кажат, ама да не кажат се, нешто така, како да кажам, ни горе ни доле. Таквите пријави за жал не можеме да ги прифатиме, најчесто ги отфрламе, заради тоа што се анонимни и не можеме да додеме до потребните податоци за да го завршиме тој предмет. Дали 2021 ќе ја кажеме успешна година за ДКСК и поише успех во 2022? Да, мислам, ние сме задоволни од оваа година. Успеавме крупни чекори да направиме, да решиме од некои поголеми прашања. Исто така успеавме да организираме јавни дебати, што е многу важно заради тоа што мислењата од стручната фела која што учествуваше во тие јавни дебати, ја доставуваме до надлежните институции, а најважно се што годината, односно да речам првата четвртина од годината ја започнавме со усвоена национална стратегија за борба против корупција од страна на собранието, што беше многу добар чекор за понатам. Што не чека во следнава година? Во следнава година ќе ги сумираме резултатите од првата година од спроведувањето на активностите дадени во акциониот план на националната стратегија. Ќе постапуваме нормално по други предмети, ќе организираме повторно јавни дебати, затоа што сметам дека тие се многу добра алатка за да се сублимира мислењето на експертската фела на едно место,